Насловна страна на денешниот дневник. Од викендов е најавено пристигнувањето на првите туристи, со што и официјално започнува зимската празнична сезона. Досега неизложувани дела на уметникот Сашо Блажес го прикажуваат хаосот на секојдневието и потрагата по внатрешен мир. Плоштадот во Вевчани, како најсјајни звездички, го разубавија дечињата од градинката Планински цвет. Новогодишниот базар, вино и винил, утре на Сараиште. Подигнат кабасти зелен отпад од диви депонии во Подмолје. За најавените и за останатите настани ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно, ветровито и студено време со сончеви периоди. Максималната дневна температура изнесуваше 6 степени Целзиусови. Во сабота над најголем дел од Европа ќе доминира поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од континентот ќе услови стабилно време со зголемена облачност и релативно топло за овој период од годината. Слаб дожд се очекува над британските острови и на југ од Балканскиот полуостров. На Балканот утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде ветровито и студено со дневни температури кои што се под повеќе годишниот просек за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 2 до 13 степени. Во Македонија во сабота ледено утро со појава на умерен мраз и ниски утрински температури кои што ќе се движат во интервал од -8 до 1 степен. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и свежо време со благ пораст на максималните дневни температури. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Максималните дневни температури утре во Македонија ќе достигнат од 1 до 11 степени. Во Охрид во сабота по студеното утро и температура од -4 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со максимална дневна температура до 7 степени Целзиусови. Во Охрид во недела и понеделник ќе превладува сончево и потопло време. Утринската температура од -5 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 7, односно до 9 степени. Во вторник по студеното утро со утринска температура од -4 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време. Максималната дневна температура ќе достигне 8 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Од викендов е најавено пристигнувањето на првите туристи, со што и официјално започнува зимската празнична сезона. Но таа е кратка, трае само недели. Од католички Божиќ до Богојавление Водици. Експертите велат потребни се сериозни инвестиции за привлекување туристи во зима. Од викендов во Охрид се очекува пристигнувањето на првите гости кои новата 2024 година ќе минат на брегот на Охридското езеро. Започна зимската сезона, кога периодично за време на празниците градот се полни со туристи. Најбројни се гостите од земјава и од регионот, особено Бугарија и Србија. Но зимската сезона е кратка, почнувајќи од католички Божик до Богојавление и трае само неколку седмици. Туристичките работници велат недостига инфраструктура, немаме ниту ски центри, ниту бањи за привлекување гости во текот на празните месеци ноември, декември, февруари и март. Најблизок скијачки центар од овдека ни е Маврово, кој тој не е реновиран, значи сме многу ниски со тие, да кажам, зимски спортови кои се популарни и се полнат во екот на зимските месеци. Ние немаме некој таков центар каде што би можеле да искористиме дел од капацитетите на Охридското езеро, тоест на Охрид и Струга. И остануваме со тие спа центри, се некои веќе од хотелите направија спа центри, се добива нешто, но не е тоа што треба да биде. Најмногу кои хотели се полна, значи зимските центри со скијачки центри и бањскиот туризам, бањите. Значи овдека бања најблиску до тука ни е Дебар, дебарските хотели, работат добро и во зимската и во летната сезона. Други некои бањи овдека немаме. Значи останува само тој спортски туризам, религиозниот туризам кој веќе го има на овие простори. Тој не е во зимските месеци популарен. Што би можеле да направиме во тие зимски месеци? Припреми за спортски екипи. Припремите за спортски екипи бараат и убави терен, и убави теретани и така натаму, значи за кој треба исто така да се вложи многу повеќе. Воведувањето на вонсезонски дампинг цени бил неуспешен обид. Не ги пополнал капацитетите на хотелите. Се размислува за спортски туризам, но и за тоа е потребна изградба на спортска инфраструктура. Имаме пробано вонсезонски цени, дампинг цени, и како што спомнав, ако се тоа бањи некои со лековити води, тие би се исполнали сами од себе. Но пошто не се, а се само спа центри со ништо повеќе од тоа, освен тие спа центри, значи е многу потешко да се исполнат. Работевме на некои третмани посебни, значи каде што захтева престој од 5, 6, 10, 15 дена дури. Некои аюрведи и така натаму, што се популарни, да кажам, доста на западот и се добро платени. Но не стигнавме далеку, но не значи дека не работиме понатаму, значи работиме и сите бараме да овие капацитети ги исполнуваме 365 дена. Со години се зборува за привлекување на туристи во текот на целата година, но за тоа се потребни сериозни инвестиции во патна инфраструктура, ски центри, спа центри за збогатување на понудата. Отворена самостојната изложба на уметникот Сашо Блажес, насловена No Escape from Reality во поранешната касарна во Охрид. Охридската јавност само денеска имаше можност да погледне досега неизложувани дела на уметникот, кои го истражуваат хаосот на секојдневието и потрагата по внатрешен мир. Блажес постигнува целосен ефект, откривајќи го на јавноста својот критички однос кон реалноста, преку интеракција на уметничките дела со просторот во кој одлучил да ги изложи, запуштениот објект на поранешната армиска менза. No Escape from Reality или Нема бегство од реалноста е насловена самостојната изложба на охридскиот уметник Сашо Блажес, која беше денеска отворена во поранешната касарна во Охрид. Преку 12 слики изработени во комбинирани техники масло и акрил на платно, една инсталација и едно кратко видео поставени во еден хаотичен и руиниран простор на некогашната армиска менза, уметникот и го открива на јавноста својот критички однос кон реалноста.
Кога го видов овој простор овде, веднаш добив идеја да направаме на изложба која ќе биде некој сублимат, меѓутоа некоја интеракција со самиот простор и со делата. Поточно, одбрав досега неизложени дела, само 3 дела се изложени од овие 14 дела досега. Во оваа смисла, моите дела представуваат едно така наречено истражување на културолошките и психолошките проблеми кои се одвиваат денес. Можам да кажам дека тие се битка помеѓу хаосот и потрагата по мир, потрагата по сопствен мир и избегнување на хаотичното секојдневие. Нашето секојдневие и безпомошната состојба на човекот презаситен со информации, уметникот покрај со сликарството ја доловува и преку инсталацијата наречена TikTok. Имаме човек кој е легнат со својот телефон во рака и е врзан заедно со својот кревет за TikTok, некоја овие apps. Самиот наслов на изложбата е No Escape from Reality. Односно, од 2019 година, можда и порано, ние живееме во некоја мало поинаква реалност. Таа реалност е, како што кажав, со оверлоуд од информации. Значи, секојдневно сме ние офатени со информации, дури немаме човекот денес нема ни простор, ни место да размислува со својот мозок. Блажес по своите последни изложби во Париз, Грац и Венеција одбира своите нови досега неизложени дела да ги прикаже во еден неконвенционален простор во Охридската касарна, кој е спротивна крајност на светските галерии на современа уметност. Оваа изложба нека представува иницијална каписла за пуштениот објект на армиската менза да се претвори во галериски простор, кој му недостига на Охрид, вели уметникот. Еден поттик, една порака да се даде за да се направи еден центар за современа уметност и за Охрид и за регионов. Тоа би била една идеја за да имаме продукција на уметници, каде што уметниците можат да изложуваат, каде што можат да се изразат. Сашо Блажес зад себе има реализирано 16 самостојни изложби во Македонија и во странство и бројни групни изложби во Европа, САД, Канада и Јапонија, а негови дела се наоѓаат и во приватни збирки низ целиот свет. Детската градинка од Вевчани организираше новогодишен базар. Дечињата од градинката Планински цвет, како најсјајни звездички го разубавија плоштадот во Вевчани. Малите актери отсликаа една преубава божиќна приказна и ги стоплија срцата на сите присутни на новогодишно божиќниот базар. Дечињата се израдуваа на Дедо Мраз, кој им поклони подароци. На овој прекрасен настан, кој ги обедини малите и големите, се почувствува весела атмосфера, а насмеаните детски лица беа вистинска инспирација за сите. Плоштадот беше полн со радост, а овој тип настани ни покажува колку е важно да вложуваме во иднината на нашите деца. Да се множат ваквите настани, кои ја носат магијата на празниците и создаваат незаборавни спомени. Нека проложи радоста и во годината што доаѓа, изјави градоначалникот Спасе Кочовски. Новогодишната програма во Охрид утре продолжува со базарот Вино и винил на културолошката иницијатива 5 до 12 и со новогодишни представи и концерти за најмладите. Охридската новогодишна програма утре продолжува со базарот Вино и винил на културолошката иницијатива 5 до 12. Базарот ќе се одржи на Сараиште со почеток во 11 часот. За забавата ќе се погрижат Ванчо Плей, Мартино, Марти и Шизика и Достин. Настанот е од хуманитарен карактер и сите средства ќе бидат донирани за акцијата Пакетчиња за сите дечиња. Во 12 часот и 30 минути на градскиот плоштад Свети Климент Охридски е детската новогодишна представа Добриот и лошиот Дедо Мраз. Забавата на градскиот плоштад продолжува во 18 часот со новогодишен концерт на детскиот фестивал Распеано рибарче со гости од детскиот фестивал Радика. Во недела на 29 декември во 12 часот и 30 минути е детската новогодишна театарска представа Снежана и Дедо Мраз, а во 18 часот е новогодишниот концерт за најмалите звездички со К2. Во понеделник е детската новогодишна представа Дедо Мраз те сакам јас во 12 часот, а во 13 часот и 30 минути е новогодишниот концерт Вечер на валцер и танго на учениците од Основното музичко училиште Методи Патчев.
Подигнат кабаст и зелен отпад од мапирани диви депонии во село Подмолје. Екипите на јавното предпријатие Охридски комуналец реализираа активности за подигање кабаст и зелен отпад од 3 локации во село Подмолје, каде несовесни граѓани создале диви депонии. За расчистување на локациите ангажирана е специјална механизација и подигнати се 23 метри кубни отпад, информираат од предпријатието. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатен ден.